Добро вечер, почитувани гледачи. Една од вестите на денот е онаа што ја соопштија од Ресорното Министерство за здравство, а тоа е дека Скопска кардиологија и хируршките клиники од денеска практично се престројуваат во ковид центри. Јасно е дека притисокот во здравството и нервозата и кај пациентите и кај лекарите расте, состојбата станува алармантна. Особена вознемиреност денеска во јавноста предизвика оној случај со почината 41 годишна жена, чија ќерка сведочи дека до последен момент жената во Штипската болница апелирала и барала кислородна поддршка. Но овој случај допрва треба да се истражува и да видиме што се точно се случило таму. Наспроти оваа состојба која што ја имаме, денеска заседаваше Комисијата за заштита од заразни болести. Во овој момент нови предлози за рестрикции и мерки немаме. Вечерва проучитав пред да влезам во студиото дека Кумановскиот кризен штаб препорачал на директорите на средните и на основните училишта да побараат од наставниците редуцирано да одат со физичко присуство на настава за држање на онлайн настава. Вечерва преку призмата секако на COVID-19 кризата, но за состојбите во образованието зборувам со мојот соговорник вечерва, министерката за образование Мила Царовска. Добро вечер. Добро вечер. Чисто за да ја зголемиме информативноста на отвореното студио, на линија ќе го вклучиме и председателот на СОНК, Јаким Неделковски. Добро вечер и за вас. Добро вечер. И најавувам за гледачите дека имаме подготвено и став од опозицијската ВМРО ДПМН, кој што беше соопштен вчера, а со барање распустот за зимски да почне нешто порано од предвиденото што е со календарот на Бирото за образование, за развој на образование. Царовска, ќе ми дозволите да се вклучиме со Неделковски на линија, да видиме преку призмата на синдикатот каква е состојбата Неделковски во образованието. Кога ве прашувам состојбата во образованието, дали имате некои последни анализи, бројки, состојби за број на заболени наставници, за број на наставници кои што се во изолација како суспектни и за ученици? Пред се би сакал да коригирам во однос на презимето. Неделков сум, не сум Неделковски, не значи многу, меѓутоа сепак оригиналот е најважен. Јас ќе ви се извинам, веднаш ќе ве прекинам. Ние новинарите често знаеме ВТО без ВСОВ, но еве Неделков, ви се извинувам, повелете. Извинете, да. Па еве, самиот ваш почеток на најавата на емисијата почна со одреден песимизам во однос на состојбата во Република Македонија со COVID-19, што само по себе кажува дека работата е доста сериозна. Мислам дека бројките што како така денеска се обидовме да ги прибереме како информација, што морам да признам не беше воопште лесно, од аспект што за жал некои директори дури се оградуваат од тоа да соработуваат и да кажат каква е состојбата во училиштата. За нас сепак значат многу, и тоа не само како бројки, туку како број на луѓе, број на семејства кои што се заболени или се во изолација. Секако тука се додава и бројот на ученици кои што се во изолација по разни основи како и заболени. Инаку севкупно неформалните анализи кои што се направени се над 1000 вработени во училиштата, во основните и средни училишта се заразени, односно се во изолација од COVID-19, што само по себе кажува дека во училиштата COVID зема релативно голем замав. Не знам во колку би било тоа во проценти, затоа што немаме точна бројка колку се вработени, особено од прво до трето одделение, каде што тука е физичката настава, во однос на наставници кои што работат онлайн настава, што е релативно помал бројот, меѓутоа не сме да се занемари тој број, бидејќи секој број, односно секој човек поединечно ни е многу важен. Јас би сакал уште да додадам дека ова прашање на вистина би сакал да се анализира од аспект на безбедност и здравје на луѓето, на вработените во образовниот процес, а најмалку да се води политика,
во смисол тоа што еве и вчера опозицијата излезе со барање да се направи навистина сериозна анализа дали опозицијата е незиното барање издржано или амблок е се отворили затоа што опозицијата предлага. Неделков, ве молам едно по едно сакам за да прецизираме за јавноста, но за да имам простор да ја прашам и министерката за овие дилеми. Прво вас да ве прашам. Стартуваше училишната година со задоцнување, се направија и анализи, и дебати и така натаму. Од оваа дистанца во овој момент, дали сегашниот концепт, ова ве прашам бидејќи ја спомнувате повторно здравствената безбедност на вработените во образованието. Дали од оваа дистанца можеме да кажеме дека во овој момент концептот што е сега поставен е функционален, зборувам и од аспект за наставниците и од аспект на ученикот во оваа приказна? Мислам дека е концептот функционален, мислам дека препораките се издржани, меѓутоа да не заборавиме, денот трае 24 часа, ако 4 или 5 часа си на работно место, останатите часови си некаде на друго место, каде што вирусот е секаде околу нас. Значи, не зборуваме за протоколите, дали се добри или не, или концептот дали е добар или не. Бројките кажуваат на национално ниво дека имаме огромен број на заразени. Од 30 до 40% се движат последните денови процентите на заразени во однос на тестирани. Тоа е навистина голем број. Мислам дека не е толку важно дали во училиште некој се заразил или се заразил патувајќи до училиште, во автобус, во продавници и така натака. Генерално, состојбата по мене и по колегите кои што кажуваат во училиштата е алармантна, бидејќи за жал има доста кои што не ги пријавуваат нивните зарази од аспект на тоа што работат од домашни услови, онлайн настава изведуваат, оние што се по-лесни случаи, дури не се пријавуваат, дури не се ни и ополедуваат. Да. Неделковски, моето последно прашање, треба ли да почне зимскиот распуст порано оваа учебна година? Опозицијата предлага, мислам, околу 15 декември дека беше предлогот. Значи, не е наше да кажеме дали треба или не треба, наше да кажеме дека училиштата, работодавецот мора да обезбедат максимум заштита на работно место, заштита на сите оние, не зборувам само за наставници, него и за други вработени во училиштата. По тој аспект ние и доста апелиравме во делот на вршење на анализа за безбедност и здравје на работното место, здравје на директорите. Паравме и параме се уште да се направи анализа на така наречената COVID возраст на вработените кои што се директно засегнати од болеста, така да тоа во овој момент ни е приоритет да ги заштитиме здравјето и животите на луѓето, а не дали ќе заврши ова полугодие на 15, на 21 или не знам следното програмата. Да, Неделко, ви благодарам за ова 10-12 минути, мислам, вклучување во отвореното студио. Остануваме ние сега и продолжуваме со министерката за образование. Ми забележавте малку дека нема реципроцитет, но сепак вие сте повикани на интервју. Еве ви велам дека имаме повеќе од 40 на минути, мислам доволни за интервјуто со вас. Ајде прво онаа дилема, како прашање јас го имам забележано. Кои се последните ваши достапни, расположливи статистики? Колку наставници имаме во изолација, колку имаме во моментов суспектни, имате ли број и за изолирани паралелки, ученици, каква е состојбата? Оно кое што е важно е да во јавноста не се шпекулира во овој период. И тоа е порака, ние со синдикатот сме навистина во дневна комуникација по различни прашања, меѓу кои и ова, така да навистина ние на дневно ниво собираме податоци од секое училиште и тие се потврдуваат со здравствените служби. Добре. И апсолутно 1000 е нереално воопшто да се спомнува како бројка, затоа што вкупниот и на оние со онлайн и со физичко присуство наставници е 600. За оние кои што се со активно физичко присуство во настава е 280. Значи дека бројката е во споредба со националниот просек, колку имаме
зголемен број на позитивни, во училиштата тоа не е случај. Токму затоа училиштата се места каде што се почитуваат протоколите и места каде што се следат насоките од Комисијата за заразни болести. Министерка, ве молам да прецизираме. 600 со 250 спомнавте. Она што нас не интересира, тоа што се наставници вклучени во образовен систем во моментот, кои што држат настава со физичко присуство, каде што се во поголемо оптеретување или обкружување со повеќе луѓе. Такви се 280. Другите држат настава онлайн. Владата пред 20 на дена, согласно планот за спроведување на настава во 2020-2021 година, предвиде дека наставата може да се одржува онлайн и од дома, доколку на ниво на колектив одлучат така. И тоа стои во планот. Јас имав и состанок минатата недела со директорите, каде што укажавме, ако ми е полесно, сега нека ги формираат оценките и после на ниво на колектив нека одлучат дали ќе доаѓаат во училиште, каде што еден наставник е сам во просторија и држи настава, или ако сметаат дека ми е поедноставно заради транспорт и така натаму, да останат во домашни услови, ако имаат услови за истото. Ако не, да се организираат во одредени школи. Ајде, и тоа стои на располагање. За да го расчистиме ова прашање, во моментов, според вашите, рековте, минливи се податоците на дневно ниво. Колку наставници? Не се толку минливи заради тоа што константно отприлика сме околу оваа бројка. Значи немаме драстичен раст на бројките, ни кај учениците, ни кај наставниците. 850 наставници. Не, само што кажав 280 наставници со физичко присуство. Се во моментов што? Позитивни. Овие 600 што ги спомнавте претходно? Тие се онлайн, тие се дома. Или се со онлайн, но не се заразени во училиште затоа што нема оптеретување, тие не се дел од образовниот систем. Тоа неколку пати го укажуваме и во соопштенија. Заради тоа што како што расте, тоа што е важно е како што расте бројката на заразени во општеството и наставниците се дел од општеството. Но дали имаш, важно е тука да потенцираме, дали има ширење на вирусот во училиштата? Ово укажува не. Заради тоа што сознание за паралелки колку се со дециња изолирани од прво до трето оделение, цели оделенија, речиси да нема на почетокот имаше оделенија цели кои што се изолира, но после тоа утврдија епидемиолозите, тоа беше веројатно првите реакции беа такви, се утврди дека ниту еден позитивен случај не се случи во училиште од еден на друг пренос да имаме од наставник на ученик, од ученик на ученик, и токму затоа се изолираат оние во првиот круг, по неколку дечиња во училницата се изолираат. Така да немаме цели школи, па никако немаме затворени заради ковид. Тоа укажува дека протоколите се почитуваат и дека децата и учениците се безбедни во училиштата. Убаво рече синдикатот дека ковид е секаде околу нас. Затоа јас апелирам и до родителите, и до наставниците, и до учениците, дека грижата за сопственото здравје не е само во училницата, не е само во училиштето, туку секаде околу нас. Ако ние не ги почитуваме протоколите надвор од училиште, тогаш сме исто така изложени на ризик да се заразиме надвор и да понатаму бидеме ризик за останатите околу нас. Ризиците се присутни секаде, па дури еве и ние што одиме на работа и овие интервјуа и сето тоа. Ризикот е видлив и присутен. Околу повторно за состојбата епидемиолошка во училиштата. Имате ли контрола, односно прашањето ми е кој контролира, по кој основ, кој наставник седи дома во изолација, бидејќи имам лични информации, а има и по социјалните мрежи за злоупотреби. Од една страна на оваа состојба со COVID-19. Сакам да ве прашам, кој контролира, кој оди во изолација, колку дена, по кој основ, бидејќи може да се случи некој да пријави контакт со суспектен, па да си прогласи себе си дека ќе седам во изолација недела, 2, 3, колку што е потребно. Во таа смисла, дали ја контролирате веродостојноста, вистинитоста на случаите? Како во секој случај, така и во овие случаи се добива решение за изолација. Работодавачот, а тоа е директорот на училиштето, основач е општината, советот на општината, имаат обврска да потврдат дали е тоа така или не е така, секако согласно решението. Ние немаме голем број на наставници кои што се изолирани, да речеме, без одредено решение. Но и да се изолирани со решение, наставата продолжува. Кај нас се гледа дека наставникот вели да, јас имам решение за изолација, сум во ризик, дури и ковид позитивни наставници си продолжуваат да ја држат наставата онлайн од дома во изолација. И токму заради тоа има континуитет во наставата. Заради тоа што наставникот сака да се вклучи во настава, сака да работи. Нема наставник кој што не си ги сака децата,
Тие си ја сакаат професијата. Но, доколку се случи изолација, си се реорганизираат. Дури имаше и моменти кога од прво до трето оделение имаше изолација на целото оделение, тоа беше во првиот налет во Скопје беше, во тој момент целото оделение се изолираше и учениците и наставниците и продолжија со настава. Немаше застој во наставата ниту еден ден. Во моментов колку деца посетуваат физички одат на настава? Имате околу податоци? 600 училишта се со физичко присуство. Тоа е речиси половина од учениците, некаде се од прво до трето, некаде се од прво до пето. Во овие 600 влегуваат и комбинираните средни училишта, тоа се средните стручни, каде што праксата ја држат со физичко присуство, а теоретскиот дел го држат со онлайн настава. Пред известен период, не ме фаќате за збор, прочитав една ваша изјава во која што велите размислуваме за моделот и оние наставници кои што дадат физички да држат онлайн настава од училница. Тоа се што го Да, ова што го коментиравме, ќе ја разгледаме можноста тоа да го прават и од дома. Докаде е таа идеја? Тоа како што спомнав, на владина седница, тоа го променивме пред 20 на дена. И можноста е дадена. Училиштата сега ги формираат оценките за првото тромесечие и понатаму на ниво на колектив ќе треба да одлучат дали сакаат да останат во училиште и да држат, затоа што не секој има услови дома. Нема пристап до интернет, може би деца да учат во иста дневна соба и така натаму, но на ниво на колектив ќе одлучат кој од нив останува во училиште, колкав простор ќе се грее или можеби на општинско ниво со училиштата. Секако може да се реорганизираат во неколку училишта да останат отворени, останатите да останат затворени. Значи зависно на нивото на кое што наставниците се чувствуваат спремни да држат настава од дома или од училница. Сепак на ниво на колектив е најдобро да се одлучи. Владата го донесе тоа како одлука и е дел од планот. Да, еве денеска ќе прочитам еден став од Кумановскиот кризен штаб, ја повикувам режијата да го пуштиме ставот во програма. Кризниот штаб од Куманово денеска им препорача на директорите на основните и на средните училишта согласно нивните ингеренции да го редуцираат физичкото присуство на наставен кадар кој спроведува онлайн настава. Се предлага наставниците од дома да ја спроведуваат наставата за да се намалат физичките контакти меѓу вработените во училиштата. Одлуката на владата која што донесена и состанокот кој што го имавме со директорите и со градоначалниците минатата недела во четвртокот. Мене малку ме изненади аргументот со кој што се бара една ваква одлука. Сега во ова образложение стои за да се намалат физичките контакти, но еден од аргументите беше за да се заштеди малку и на трошоци во училиштата. Рационализација апсолутно е потребна, зашто не би било потребна рационализација на ресурси кога имаме грејење на цели објекти само за присуство на еден наставник во училница. Но ако имаат потреба од тоа може да го спроведат, ако немаат потреба и сметаат дека нема да им користи во делот на наставата, тогаш не треба да го направат. Но во светот, во развиените земји, наставниците на ниво на колектив цели курикули носат за настава, што е потребно да нивните ученици научат. Зошто нашите наставници не би донеле одлука, дали сметаат дека е подобро да останат во училиште или ќе се рационализираат и наместо да одат со превоз каде што може би има повеќе гужва, имат различни контакти, би доаѓале во училиште. Направивте ли некои анализи еве за овие наставници што од дома ја спроведуваат онлайн наставата? Дали им се потребни помагала, лаптопови, дали се обратија некој од училиштата дека им е потребна државна помош, државна логистика за да се помогне на тие наставници? Предпоставам не секој дома го има потребниот лаптоп и компјутер за да ја спроведува наставната. Да останат во училиште. Затоа е дадена шансата тие што нема да останат во училиште, ако сметаат дека тоа е подобро за нив и дека единствено ресурси имаат во училиште. Секако дека училиштата не биле опремени порано, но видовте дека за еден месец училиштата стана опремени. Тоа значи дека со рационализација на ресурсите кои што ги имаа во моментот и мало унапредување на компјутерите со кои што располагаа во тој момент и секако фокус на тоа да интернет се воспостави во секоја училница, денеска тоа ни се случува во пракса. Што значи дека мало реорганизирање е потребно за да имаме подобри ефекти во образованието, но да не заборавиме дека образованието било запуштено. Да, се надевам ќе имаме малку простор во емисијава и околу реформите во образованието толку долго посакувани и очекувани, да ги прокоментираме. Јас немам дете кое учи основна или средна школа, мојата ќерка одамна го заврши образовниот циклус, но имам пријателки кои што имаат деца, па преку нив се уште сум блиску до начинот на кој што сега функционира образованието. Едно од нивните прашања, например, како ќе се оценуваат сега децава за тромесечието кое што тропа наврата. 20 до 20 ноември треба веќе да бидат ставени оценките. Како ќе се спроведува оценувањето?
како детето ќе знае дека таа оценка му е заслужена, наставникот ќе знае дека ја дал вистинската оценка и правилно го оценил детето. Согласно начинот на спроведување на настава, на истиот начин ќе се одвива и оценувањето. Протокол посебен и упатство за оценување е донесен од страна на Бирото за развој на образование пред повеќе од 1 месец, 25 дена, доставен до сите училишта, до сите наставници, со тоа што се остава можност да доколку наставникот не може да ја формира оценката на начинот на кој што ја врши наставата, да речеме ако е тоа онлайн со физичко присуство е поедноставно, тие се веќе навикнати на тоа, да може на индивидуална средба да го повика и да поразговара со ученикот по однос на прашањата за кои што смета дека нерелевантно може да ги оцени на начинот на кој што предава, а тоа е онлайн. Иако, затоа што јас сум во редовни средби со наставниците и со учениците и сум на терен, наставниците сметам дека ќе успеат да ги формираат оценките, поради тоа што се искусни педагози и луѓе кои што точно знаат што им се случува, иако сепак ова е само тромесечие, тие ги адаптираат своите очекувања согласно она кое што е дадено како настава и секогаш така треба да биде. Ако сме очекувале 100% со физичко присуство, сега треба да ги намалиме и очекувањата и токму тоа го дава самото упатство, дополнително да не забораваме дека и наставните програми ги скративме и дека и врз основа на тие програми што се скратени, така ќе оди и оценувањето. Би сакала да бидете искрена во одговорот сега на ова прашање. Некако сакам повеќе од човечка димензија, од она што сите го коментираме, а што е очигледно. И за коментари, и за перцепција. Колку ќе бидат реални овие оценки, колку во наводници поради оваа здравствена криза создаваме една генерација која што во одреден момент во своето образование во наводници ќе биде осакатена со образование, со вистинско знаење. Зборуваме за скратени наставни програми, скратени работни часови, онлайн седењето пред лаптоп и дисциплината што ја познаваме во училишните клупи се сосема различни работи. Колку лично сметате дека сега оценувањето ќе биде одраз на вистинско знаење, колку навистина децата ќе пропуштат? Мислам дека и вие имате девојче кое што е или момче што е тргнато во училиште, предпоставувам, треба работа со нив дома и родители анимирани околу децата и баби и дедовци, сето тоа. Можам да кажам дека оваа состојба е само различна. Децата не ја чувствуваат толку страшно колку што ние возрастните очигледно не може да се прилагодиме. Дали ќе биде исто како 2018, 2019, нема да биде исто. А што е исто денеска во споредба со 2018 и 2019 за оценувањето да може да биде исто, за очекувањата да бидат исти. Дали ќе ги осакати? Не. Знаете што ќе направи? Трансформација, нов начин на учење, нов свет за нив. Интуитивно реагираат децата на новите начини на учење, на целата оваа ситуација, но ние возрастните многу често се случува да создаваме фрустрација кај што нема. Наместо да ги пуштиме да овој процес го доживеат како трансформација на општеството. Заради тоа што сега начинот на кој што наставниците предаваат и начинот на кој што учениците ги примаат знаењата е сосема воведување во дигитализација во образование. Нешто кое што сме требале одамна да го земеме како чекор. Заради тоа што 65% од училиштата наши се опремени со микробитови, со системи за кодирање, кои што треба да се воведат во настава од трето деление нагоре. Но тешко одало воведувањето. Зошто? Заради тоа што многу тешко сакаме да прифатиме промена. Не се случува промената кај нас само, па да ние бидеме осакатени како изолирано парче на земјината планета. Ние сме дел од системот, дел од светот. А тој свет се дигитализира многу побрзо од тоа што ние очекуваме дека треба да се направи. Што значи дека ова само не подбутнува, јас гледам од ова придобивка, дека нашите деца многу поприпремени понатаму ќе бидат после оваа криза, заради тоа што целиот систем на образование понатаму ќе мора да го препознае ова. Тоа што уште ние не сакаме да се соочиме и свикаме, аха, скоро ќе се врати се во исто. Ќе се врати, но знаењата кај наставниците ќе останат. Интуитивното однесување на ученикот кон настава што се одвива онлайн ќе остане. Тој понатаму ќе препознава дека е тоа начин на учење. Јас гледам придобивка во оваа пандемија, никакво, да кажеме, беше и тежок зборот осакатување на идните генерации. Наводници, осакатување во смисла на знаењето што се прима во одреден период како недостаток. Да, дигитализацијата е добредојдена и неминовна, можеби ни ги покажа и целава ситуација нашите слабости досега што ги имаме како општество. Но сепак ќе ве останувам нистото прашање дали под знак еднакво можеме да ставиме дисциплината, односот на детето кога седи пред лаптоп, зборувам како континуиран концепт на образование и обврската да стане наутро, да го посети училиштето, дисциплината, 40 минути часот, непосредниот контакт, наставник, ученик.
Дали тука ја гледаме загубата во оваа приказна? Тоа е исто, дали денеска во општеството е исто со 2018-2019. Не е исти односот. Кога ние ја очекувавме дека ќе седиме со маски. Но дали е тоа или нема сега да се во моментот, гуштеме со пријателите кога ќе се видиме? Или нема да се поздравиме. Но да. Тоа е менување на целиот концепт на живење. И во моментот тоа ни се случува. И не сме тука зашто сакаме, туку затоа што мораме да се носиме со оваа пандемија. И заради тоа што треба да покажеме дека здравието треба да се штити, и тоа е највисока цел на ово општество, но исто така образованието мора во континуитет да продолжи на начин соодветен во овој момент. Тоа не значи дека треба да биде исто, само треба да се адаптираме побрзо и поедноставно на промените за да ги имаме полесно придобивките. Јас ќе бев среќна ако имавме 2 години да се припремаме и денеска совршено обучени наставници за онлайн настава имаме, но располагаме со ресурси со кои што располагаме. И тие воот се обучуваат. И верувате, јас не видов тажен наставник од онлайн настава. Сите што ги прашав рекоа, да, тешко беше првите 5-6 дена, се прилагодивме, супер ние сега. Како тим функционираме, што укажува на тоа дека ако се адаптираме на промените, полесно ќе ги прифатиме и многу повеќе може да добиеме од целата оваа криза. Учењето со физичко присуство, социализацијата се нешто што е потребно и затоа во планот вели ако физичко образование, како предмет, не може да го држите во сала, можете да ги споите од една недела часовите или од 2 недели часовите и повторно да се случи социализација до 5 километри во движење. Што значи и тие онлайн настава што учат ученици со професорот по физичко или со друг професор може да ги спојат и да излезат надвор за да се одржи интеракција помеѓу ученик-наставник и таа социализација помеѓу учениците. Опозицијската партија вчера, мислам, побара околу распустот. Ке дозволите минута и пол трае изјавата да погледнеме на Весна Јаневска од ВМРО ДПМН да ги видиме ставовите и нивната последна перцепција и оценка за состојбата во образование, па се враќаме во студио. Во една позната скопска гимназија масовно се забележуваат отсуства на професори, а учениците не следат настава, не по нивна вина. Вешто се кријат причините за отсуствата, дали наставниците се во самоизолација, дали се позитивни, родителите не знаат, ниту пак нивните колеги. Оправдувањето е дека нема никакви насоки од МОН. Иако треба учениците да се оценат до 20, никој не знае како ќе се спроведе истото. Повеќе основни училишта во општина Аеродром не функционираат и наставниците и учениците се во самоизолација заради позитивни наставници, но никој не знае да им каже ниту на родителите, ниту на децата до кога и зошто, како. Протоколите всушност само перфектно функционираат. Како очекувате наставниците да ги оценат децата до 20.11, кога истите тие деца немаат можност да следат настава, а и тие што ја следат имаат настава со низок квалитет, некаде еднакво на нула, а некаде воопшто и немаат настава. Квалитетот на интернетот е лош и затоа тоа го кажувам за да не бидам погрешно разбрана, воглавном заради квалитетот на интернетот и заради заразеноста и на наставниците и на учениците со COVID-19 вирусот. Дополнително, решенија за самоизолација скоро и да не се издаваат. Се кријат бројките на заразени наставници и директори, а позадината на сето ова е позната. Образовниот процес по секоја цена мора да биде успешен. Да, ова беше ставот на опозицијската ВМРО ДПМН и ние дел од овие работи веќе ги разговаравме. Не сакам непрофесионално да изгледа дека ги вадам од контекст, чисто сакав да го пренесам бидејќи јавноста треба да го познава и ставот на опозицијата кој е во однос на распустот, на оценувањето, квалитетот на интернетот и така натаму. Бројни прашања отворија. Моето прашање, па ќе прокоментираме после рекламите, има ли шанси распустот да биде нешто порано? За да може да зборуваме за поран распуст, треба да имаме аргументи зошто тоа би го направиле, зошто би им скратиле дополнително настава на учениците, која што во континуитет се одвива без да има ескалации на бројките во училиштата. Она кое што го споделив претходно е на вистина под 1% од вкупниот број на наставници кои што се позитивни, а помалку од 0,06% од учениците.
Тоа укажува дека согласно планот донесен на 1 октомври или по планот по кој што работиме од 1 октомври, наставата треба да продолжи се додека ситуацијата не се промени на драстично полоша. Јас би сакала да имаме конструктивна опозиција која што навистина со аргументи ќе застане во одбрана или напад на моделите кои што ги бараме и ги нудиме, но она кој што сега го слушам е навистина неаргументирано и не нуди нешто различно од скратување на 15 дена од настава, без да се каже зошто. Но кажуваат зошто, велат квалитетот на образованието, многу луѓе се во самоизолација, има и такви кои што треба да одат, а се нема контрола на ситуацијата. Не, тоа не се вистински бројки, заради тоа што јас ги кажам транспарентно бројките, овие бројки не ги измислувам, секојдневно низ апликација се собираат од секое училиште, од 362 основни и 109 средни, сите ја одговориле. И бројката е ова која што вие кажав. Нема зошто, јас прва би размислила, ако има драстично зголемување или ширење на епидемијата во училиштата, зошто би тврделе дека треба да продолжат училиштата. Но училиштата секаде во светот, по сите меѓународни организации истиот став, дека последни треба да се затворат, први да се отворат. Губење на настава и континуитет на настава е најголем проблем за иднината на државата, на сите држави. Токму затоа најголем дел од државите воопшто не затворија, ниту редуцираа како нас. Кај нас има хибриден модел. Некои се онлайн, некои се физичко. Во најголем дел од развиените земји се сите со физичко присуство. Да, сакав и тоа малку околу регионот да прокоментираме, но најпрво вдека минута две реклами и ќе продолжиме со разговорот во студио. Продолжуваме со отвореното студио. За жал и вечерва соопштувам не така убави податоци, што туку стаса од нашата режија. За состојбата со COVID-19, 40 лица почина од компликации поврзани со коронавирус во Македонија изминатите 24 часа, соопшти официјално Министерството за здравство. Од нив еден пациент почината вон останатите во болнички услови. Во изминатото деноноќе регистрирани се нови 591 случаи на COVID-19, од направени 1683 тестирања, а денеска Институтот за јавно здравје регистрира 439 оздравени пациенти. Ова се податоците, повеќе за состојбата во вестите во 20 часот. Продолжуваме ние со министерката за образование. Кога се покренуваше целиот овој механизам, систем за онлайн учење, едно од клучните прашања и дилеми во јавноста се однесуваше на фактот дека сепак голем број на семејства и дечиња не може да си приуштат лаптоп, не може да си го купат. Во моментов кои се вашите последни бројки, на почетокот се оперираше со некоја цифра од околу 40.000 деца кои се уште се надвор од образовниот систем. Каква е последната состојба? Со оглед на тоа што хибриден модел избравме, имаме голем дел од регионалните, руралните училишта кои што се со физичко присуство до 5 оделение комбинирани, од прво до трето сите имаат можност да одат со физичко присуство, токму заради тоа бројката е околу 8.000 ученици кои што следат настава на телевизија. Токму затоа велам, кој ќе речат не се следи настава. Не е вистина, заради тоа што имаме ученици кои што следат онлайн настава, ученици со физичко присуство кои што следат настава и ученици кои што следат настава од далечина или на телевизија. Заради тоа што она што се следи на МТВ не се студиски програми, туку се онлайн часови кои што се држат буквално онлайн пред компјутер и така се презентираат на телевизија, што укажува дека наместо да седи пред лаптоп, седи пред телевизорот како медиум кој што е најраспространет во нашата држава, но не само во нашата држава. И во целиот свет каде што има земји во развој, телевизијата е медиум преку кој што се пренесуваат информации за ученици во овој период. Заради тоа што знаеме дека убаво ќе беше да наместо да вложуваме во споменици, во стиропор, вложиме во квалитет во образование и пристап до образование еднаков за сите ученици, но запуштањето на образовниот систем порано дава ефекти денеска. И токму заради тоа денеска имаме ученици 8.000 кои што следат настава на телевизија. Не се 40.000 како што беше првичната проекција, заради хибридниот модел и заради активноста на градоначелниците, директорите на школите имавме доста донации. Бројката е спуштена последно согласно извештајот на Државен просветен инспекторат околу 8.000. Да, сакав и тоа да ве прашам околу донациите, па видовме различни судбини на деца, се мобилизира и граѓани и компании. Државата не успеа да се најде во оваа приказна, например, да ги селектирате најранливите категории во училиштата, па да се донираат. Тоа нема да беа големи пари за овој буџет од 4 милиарди, но може би ќе се помогнеше во вистинско време и на вистинско место.
тоа што е важно да се знае дека државата не треба да прави проекти како компјутер за секое дете. Компјутерите што ги купија пред 10 години и кои што ја коштаа 60 милиони евра државата, денеска со нивен апгрейд или надополнување на системите, тие станаа функционални. За прв пат се најде намена. Но ако Министерството започне набавка централизирана, денеска или пред еден месец, лаптопите ќе ги имаме во март или април 2021 година. Што значи дека потребата нема да биде сервисирана. Затоа е важно да се снаоѓаме со ресурсите кои што ги имаме. Сигурно секое семејство сака да живее луксузно, но дали секое семејство има можност таква? И ние сакаме да бидеме држава која што е развиена и таму се стремиме кон европските развиени држави, да имаме такви буџети, да имаме такви системи кои што се резистентни на вакви потреси, брзо реагираат и имаат можност да се справат. Но ние сме сепак држава во развој и треба најдобро што можеме да ги користиме ресурсите. И јас ве убедувам дека денеска најдобро што може образовниот систем ги користи ресурсите и затоа учениците на 3 начина следат настава која што е успешна и на која што тие во континуитет ќе се стекнуваат со знаења. Да не заборавиме дека минатата година имаше период во кој што на ниеден начин не се следеше настава. Тоа беше првиот шок кој што го доживеавме како држава и токму заради тоа немаше време за адаптација. Имавме само достава на материјали кон ученици. Сега само 8000 деца следат настава со достава на материјали и на телевизија организирано по распоред одобрен од Бирото за развој на образование. Добро, не можеше некој од овие компјутери кои постојано ние новинарите ги изборуваме, набавени од претходната власт, еве да ве прашам каква е состојбата? Па ставени се во функција. Тие, например, од тие компјутери да се издвоеше за секој училиште кое што има врска да го предаде тој компјутер на некое семејство ранливо категорија. Тие се употребени. Училиштата, тоа се компјутерите кои што ги имале и биле ставени во магазини, неупотребени. Сега апдейт се направи на тие компјутери, се поврзаа со интернет и учениците, училиштата ги користат за наставниците истите тие компјутери. Ставени се во функција. Тие кои што се најдени, да не заборавиме дека Државен завод за ревизија има точно утврдено дека најголем дел не се евидентирани во системот на достава до училиштето. Набавени се, но нема договори за примопредавање. Најголем дел се исчезнати, но тие што се останати во систем сега се ставија во функција. На тој начин инаку вие немате на располагање на пазар толков број на компјутери денеска да набавите, затоа што има дефицит на IT уреди на светско ниво. Не на регионално, не на државно, на светско ниво има дефицит на IT уреди. Да, и во оваа приказна малку и самите трговци забележав во тој период кога се купуваа, па цените некако отидоа нагоре, можеби и тука изостана малку контролата на државата, тоа е друг сегмент, но вие сте дел од владата, секако сакам да го прокоментирам и како човечки аспект, па една камера која што чинела 300 динари, одеднашка стана 1300 динари и така натаму. Но тоа е веќе друга тема. Тоа кажува за нашите вредности. Се надевам дека тие ќе се истакнат и ќе се надминат во пост-ковид период. Велате дека и ова е форма на војна, што сега ни се случува на сите нас, па во овој контекст секогаш поствоено ќе се препознаат војните профитери кои сакале да гребнат од оваа цела сага што ја доживуваме како човештво, но тоа потом ќе го разговараме. Потоа, ребалансот на буџетот, веќе и буџетот нели нов е во собрание за 2020, од она што лично го видов во ребалансот сегашниот постоечки што е на сила, сепак се скрати од онаа ставка на капитални расходи за изградба и реконструкција на основни средни училишта, спортски сали, оној развоен дел, развојна компонента во буџетот. Значи за годинава инвестициите во тој сегмент забавија. Тоа што не е започнато како капитална инвестиција до октомври месец, нормално е министерот за финансии да не очекува да се реализира до 25 декември. Заради тоа се тие инвестиции скратени. Веројатно, самиот изборен период, самиот ковид период придонел да се намали интензитетот со кој што се реализирале капиталните инвестиции во Министерството за образование и наука. Но токму затоа па имаме 154% раст на капиталните инвестиции во предложениот буџет за 2021 година, заради тоа што очекуваме да се зголеми интензитетот и да се гради по план. Тоа е многу важно. Во петокот Министерството за образование и наука пушти повик до сите општини, на истиот начин го направивме тоа во Министерството за труд, да поднесат проекти изведбени за да може да се стават во планот за 2021, што укажува дека програмата во јануари месец за капитални инвестиции кој што ќе ја донесе владата, а е поврзана со реконструкција и изградба на основни средни училишта, ќе биде базирана на доставени и одобрени проекти за градба,
кои што ќе може да стартуваат уште во февруари веднаш по донесување на планот за јавни набавки. И на тој начин ја интензивираме реализацијата на капиталните инвестиции. Како беше во труд, на истиот начин сакаме да воведеме ред и следење на капиталните инвестиции во основното и средното образование. Да, веќе е најавен нов механизам за следење на сите министерства и агенции, институции, како со каква динамика ќе ги реализираат, па може би ќе има и казнени поени за нереализација, одземање на средствата и така натаму. Колку често сте присутна на терен? Видовме стори во кои што има деца кои што учат во училишта, каде што нема тоалети, нема елементарни услови за хигиена. Сте посетиле некое вакво училиште, некој ваков објект? Дали сте ги ставиле на приоритетна листа кај вас? Со личен ваш ангажман. Бидејќи тие беа страшни слики што ги видовме, мислам, далеку од здрав разум и стандарди за учење. Да, вистина многу ќе сакав да образование не биде тема само во ковид, туку да едно 10 години се зборуваше за инвестициите во образование или за неинвестициите во образование, затоа што тоа запуштање е направено во последните 30 години. 1/3 од училиштата треба да се реконструираат. Ако ме прашате дали има доволно финансиски средства и капацитети за веднаш да се реконструираат, не, но ако градиме по план и инвестираме чекор по чекор, дефинитивно можеме во еден мандат да ги надминеме сите вакви прашања на основни елементарни услови за учење. Заради тоа што уште пред да стана министерка за образование во едно мариовско село видовме училиште кое што учат 13 ученици, но немаат никакви основни услови за учење. Сепак наставата што се одвива таму, навистина го одржува квалитетот заради мотивираноста и ентузијазмот на наставниците. Ако ги одржиме наставниците мотивирани и во овие услови може да имаме квалитетна настава, но секако дека стандардизација или минимум квалитет на објект во кој што се држи настава треба да има во нашата држава, ако се стремиме нели кон држава која што е развиена. Натаму одиме и затоа сега заедно со Змај се направи анализа на 10 општини, ние со овој повеќе добиеме општини каде што приоритетно треба да се инвестира и на тој начин заеднички со сите меѓународни партнери и со владиниот буџет, мислам националниот буџет ќе инвестираме. Да не заборавиме дека Светска банка има програма која што почнува од наредната година токму во делот на реконструкција и подобрување на условите за учење, меѓу кои опремување на кабинети по природни науки, што е многу важен дел од квалитетот на образованието. Добро ве разбрав, 1/3 од училиштата треба да подлежат на реконструкции, поправки, зафати и така натаму, за да се обезбедат оние достоинствени услови за основни услови за учениците. Капиталните инвестиции се една приказна, реформите квалитативни се една друга приказна во образованието. Оваа влада го исполни едно од ветувањата, мислам екстерното беше укинато. Кембридж програмата се покажа како неуспешна и не знам спроведувањето или откажувањето до каде, но предпоставувам дека министерката ваша предходничка, колешка Десковска, ви оставила дел од реформите на хартија во ФИОКа. Што квалитативно за вас треба да биде приоритет во периодот што следува? Бројни се дилемите, видовме и неквалитет на содржина во учебници, некои небулозни работи, конструкции кои што сите не запрепастуваат како родители. Основното образование е приоритет во делот на реформи. Дали сум наследила спремни реформи? Не. Реформите има работни групи кои што се формирани, кои што почнуваат да ги работат. Јас очекувам 2021-2022 да стартува целата нова концепција за основно образование од 1 до 9. Нов закон за учебници, заради тоа што законот за учебници апсолутно не ниту современ, ниту ги отсликува потребите. Пред да ја почнеме концепцијата, направивме истражување со сите наставници, беа вклучени. Отприлика околу 5000 наставници одговорија и се вклучија проактивно во одговарањето на прашалникот, каде што кажаа дека наставните програми треба да содржат промена која што ќе го отсликува секојдневното живење. Тоа укажува дека тоа што се учи во училиште не го поврзуваат учениците, или не им е дадена можност да го поврзат со секојдневното живење, што е тенденција во целиот свет. Затоа нашите ученици на ПИСА или на ПИРЛС имаат пониски резултати, затоа што знаењето не е врзано во контекст. Тука ќе биде првиот дел од реформата. Вториот дел од реформата е дека наставните материјали, она што значи учебник или нешто од што се учи, не мора да е тоа издаден учебник со публикација, тие треба да бидат динамички
и да бидат создавани од наставниот кадар, потврдени секако од МАНУ, од високо образование, од факултетите, за да може да имаме квалитетна содржина за учење. Тоа во моментов не е случај. Најмногу се жалат за усогласеност помеѓу учебници и наставните програми кои што ги има. Така да во таа насока ќе се одвива и реорганизацијата на основното образование. Јас очекувам од 1 до 5 целосно нова концепција да пристапи, од 6 сукцесивно како ќе доаѓаат оделенијата, така да ја воведуваме новата концепција. Да, ова се, вака кога ве слушам и ве следам, се ми личи малку на посериозен реформски зафат кој што треба да предстои, па затоа сакам малку околу овие детали, ако се тоа е во фаза на подготовка. Кога велите промена на закон за книги, за учебници, кога велите неквалитет не компарира напишаното со наставната програма, зашто зборуваме во случајов со книгите? Ке се менува содржината? Не само содржината, и начинот на кој што ги добавуваме книгите. Заради тоа што сега имате договори кои што во континуитет се обновуваат, а при тоа квалитетот на книгите никаде не е загарантиран, ниту е поврзан со наставната програма. Заради тоа што наставната програма е, да речеме, и поквалитетна од тоа што го имаме во учебниците, но наставниците се врзуваат со учебникот. Затоа во светот многу едноставно го решиле. Вели, ова се целите од учење што треба да ги постигнете кај еден ученик. Вие треба да ги изберете ресурсите. Она кое што Бирото за развој за образование како скрипта ви го доставува вам, е само основа, минимумот што треба да го пренесете на ученикот или ученикот да го научи, но треба да користите и овој извор, и овој извор, и тој извор, за да го обогатите она кое што го стимнувате како знаење кај ученикот, за да тој критички може да донесе одлука за тоа што го учи, затоа што нашите деца многу малку се изложени на повеќе извори, на повеќе различни ставови, па да искреираат одреден став за нешто, те имат готови факти, што е сосема погрешно за современото образование. Треба да ги предизвикате да видат повеќе факти, повеќе различни страни на гледање на една работа и тие да извлечат заклучок. Тоа го бараат меѓународните тестирања. Тоа е современиот концепт на учење, јас сум сигурна дека ќе стигнеме до него. Преамбициозно ми звучи, па би ве прашала од каде се тоа ќе почне, бидејќи ми личи на еден обемен, долготраен, макотрпен процес ова што го говорите. Не зборуваме за еден учебник, не зборуваме за една паралелка, за едно училиште, зборуваме концептуално за целиот систем на образование. Така е, за основното образование зборуваме, во континуитет треба да следи средното, почнува со концепција како и се. Првата концепција која што ќе, да речеме, јавно ќе ја дискутираме, треба да биде некаде 15-20 декември. По таа концепција имаме 3 месеци за изработка на наставните програми. После наставните програми има наставните материјали за ученици и за наставници. Во меѓувреме измена на законот за учебници, за да можеме наставните материјали да ги воведеме како новитет, и обуки до август месец и стартуваме 2021-2022 година. Изгледа амбициозно, но да не заборавиме, и во социјала изгледаше невозможно. И амбициозно, па се оствари. Ако се сака, ако се има тим, ако сите се вклучат, сега наставниците од факултетите се вклучени, МАНУ се вклучени, наставниците од настава се вклучени во организација на целата оваа концепција. Зашто? Затоа што и тие сакаат да бидат свежина, сакаат да видат како постигнуваме резултати и на домашни тестирања и на меѓународни тестирања. Од земја која што значела квалитет во образование, од земја која што продуцирала кадри кои што во светот биле познати по квалитетот на нивното знаење, денеска да бидеме на дното на сите меѓународни тестирања е жално. Затоа сметам дека со ентузијазам, но и со посветена работа и дневна координација ќе успееме да стигнеме до подобри резултати. Секако ефектите од денешната концепција ќе ги видиме за 10 години. Нема порано од тоа. Тие што ќе се запишат прво оделение 2021-2022, кога ќе излезат во 9 оделение ќе се запишат во средно на првото PISA тестирање на нивните 15 години ќе може да ги видиме резултатите. Значи, сепак кога реков дека е долготраен и макотрпен процес, така на некој начин ми потврдувате, но она што е важно кај нас е работите кога ќе започнат да не се остават на половина пат, така да се истуркаат до крај, затоа треба малку и политичка волја и истрајност. Матурата сега за учениците, како е планот? Да, секаде во регионот и во светот матурата и во 2020 година, 2019-2020 година се одржа, само во нашата земја имаше исклучок. Оваа година сметам дека согласно сите протоколи, како што сега се одвива и настава со физичко присуство, ќе успее за 4-та година учениците да се организира матура, со тоа на некој начин се верификува нивното знаење до таа година. Програмите се спремни, сега е во тек пријавување на проектната задача, наредниот месец декември треба да ги пријават предметите, да се спремат комисиите и да почне да учат учениците и да си имаме по согласно сите протоколи матура на крајот на
на оваа учебна година, наредната година. На почетокот од разговорот рековте дека нема бегање од дигитализација, оваа состојба да искористиме во полза да се престроиме, но јас сепак останувам по-конзервативниот дел дека сепак она физичко присуство, кое што и сега е дел од концептот, нормално ги дава, има своја некоја друга тежина и димензија. Сакам да ве прашам, кои се вашите проценки, до кога вака ќе се турка? Комисијата за заштита заразни болести денеска нема нови препораки. Следам во регионот, секаде се отворени училиштата со физичко присуство, за разлика од првиот пат кога се прогласуваа полициски часови и карантини. Сега имаме една сосема друга ситуација. Се затвара се, но училиштата остануваат отворени. Какви се прогнозите, какви сценарии имате намаса? За сега остануваме на истиот концепт, доколку нешто не се случи драстично, заради тоа што потврдувам, како на почетокот, така и сега, дека состојбата со позитивни случаи ширење на вирусот во училиштата е стабилна, истото го имавме како потврда и од здравствениот санитарен инспекторат. Тоа укажува дека во континуитет треба да се одвива настава. Дури и во војни, наставата се одвивала, заради тоа што континуитетот на соочување со знаење и континуитетот во одржување на начинот на учење, одржување на континуитет во спроведување на информации, задачи на учениците, ни дава за можност да ги одржиме во кондиција. Не само колку ќе стекнат знаење, туку дека стекнуваат одредена рутина на новиот начин на учење и тоа треба да има континуитет. Без тоа, ние на вистина ќе видиме дека генерациите ќе изгубат континуитет во стекнување на знаење, а тоа е погрешно. Заради тоа што стимулацијата која што ќе изгубите 6 месеци или 2 години веќе доаѓа, тоа навистина ќе се одрази во наредните 5-6 години кај учениците. Да не го дозволиме тоа, затоа и наставниците имаат инструкција од МОН да не само да се приклучат учениците на онлайн настава, да се спремат за настава. Тоа значи дека сите оние навики кои што ги имале за одење во училишта треба да ги спроведат дома, како што е одржување на хигиена, подготовка, облекување и седнување пред компјутер. Имаме уште ученици кои што можеби во пижами застануваат пред компјутерите, но секако дека имаме ученици со физичко присуство кои што можеби нема да се појават на настава. Има и вакви и такви, но ако ние во континуитет ги стимулираме и наставниците ја спуштаат таа информација дека треба да одговорно, денес сме на час, треба да сме чешлани, измиени, хигиена да одржуваме и да се вклучиме концентрирано на час, на тој начин одржуваме динамика или одредени навики остануваат кај учениците за континуитет во учење. Како претходница на тоа е целосна промена на тој ментален склоп на односот кон новиот концепт на учење. Некако сите посакуваме можеби да се вратиме на некои од нештата што биле порано пред кризата. Мила Царовска, министер за образование, ви благодарам повеќе од 1 час разговараме. Благодарам. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Следуваат вечерните вести. Во одјава само уште еднаш информацијата. 40 починати од компликации поврзани со коронавирус изминатото денонокие во земјава. 591 случаи на позитивни од направени 1683 тестирања. Овде завршувам јас. Пријатно и имајте убава вечера.